И ова утро, почитувани гледачи, во рамки на утринската програма Деница на Мега телевизија, со отец Александар Крстановски во храмот Свети Апостоли Петар и Павле од Кичево ќе разговараме на една тема од христијанството. И како што знаете, изминатите неколку емисии, изминатите неколку изданија во рамки на утринската програма Деница разговаравме за неколку свети тајни, токму ќе разговараме и ова утро за една света тајна, односно за Евхаристија. Отец Крстановски, добро утро и еве моето прво прашање околу ова света тајна е што е значењето на Евхаристијата како света тајна во христијанството? Најпрво добро утро и поздрав до гледачите на телевизија Мега. Светата тајна Евхаристија во суштина е тајната над сите тајни, односно тајна во која што смислата ја добиваат сите останати свети тајни, односно, како што многу пати имаме зборувано, дека тоа е тајната од која извираат сите останати свети тајни, во која се влеваат сите свети тајни. И несомнено, сите останати свети тајни, неслучајно, во рано христијанскиот период се извршувале токму на кога се извршувала светата тајна Евхаристија, односно на светата литургија. Така, крштението, христијаните се крштевале на светата литургија, за веднаш да пристапат кон причеста или Евхаристијата, миропомазанието исто, покајанието исто. Христијаните се исповедале пред целата заедница на светата литургија, за потоа очистени да пристапат кон светата причест. Свештенството, ракополагањето, до ден денес се извршува на самата литургија, односно кога се извршува светата тајна Евхаристија, понатаму светата тајна брак се извршувала и се понатаму, значи се извршувале на самата литургија кога се извршувала светата тајна Евхаристија, што сведочи дека својата смисла сите свети тајни добиваат во светата тајна Евхаристија или нашето причестувањето, соединувањето со телото и крвта на Господ Исус Христос. Оваа тајна ја востановил самиот Господ Исус Христос на Велики четврток на тајната вечера со зборовите: примете, јадете, ова е моето тело која за вас се прекршува за простување на гревовите, пиете од неа сите, ова е мојата крв на новиот завет која за вас се пролева за простување на гревовите, правете го ова во мој спомени. Така христијаните уште од првите векови се собирале на заедничка трпеза, како што сведочи Светото Писмо, за да го прекршат лепот, односно да извршат оваа света тајна Евхаристија или причестување со телото и крвта на Господ Исус Христос. Понатаму, како што се христијанството, како што се развивало, особено во оној момент кога станало дозволена вера и уште и државна вера, толку повеќе литургијата, самиот чин на кој што се извршувала светата тајна Евхаристија, се развивал се повеќе и повеќе, за да дојде до онаа свеченост која што има и до денес, кога ние присуствуваме, се молиме и што е најбитно, се причестуваме со светите тајни. И не само светите тајни кои што ги споменавме, туку и сите останати богослуженија, било да се тоа утринските, вечерните и кои да се богослуженија, како и нашиот личен подвиг, нашите лични молитви, пости и така натаму, својата смисла ја добиваат токму во Евхаристијата. Се е наша подготовка за примање на светата причест, учество во заедничката трпеза, во заедничката евхаристиска трпеза. Така, кое е значењето, односно придобивката за христијаните практицирајќи оваа света тајна? Во форма на лебот и виното ние го примаме вистинското тело и крв на Господ Исус Христос. На чинот на литургијата, кога се извршува светата тајна Евхаристија, лебот и виното стануваат вистинско тело и вистинска крв на Господ Исус Христос. И ние најприсно, најблиско се соединуваме со Него. А знаеме дека со тоа што второто лице на Света Тројца, Синот Божи, стана човек, се соедини со човечката природа и обожи човечката природа, умре како човек и воскресна како Бог. И со тоа го отвори патот на човекот до царството
небесно, ние сите тие придобивките на обожената човечка природа во Богочовекот, Христос преку соединувањето со истото тоа тело ги здобиваме лично секој, посебно соединувајќи се со Христос, а на тој начин се одржуваме како членови на црквата, бидејќи црквата почива на литургијата, почива на светата тајна Евхаристија, бидејќи тука ние се соединуваме, а црквата е единство. И на тој начин, примајќи го облагодатеното, обожено тело и крв на Господ Исус Христос, во рамките на нашата подготвеност, колку ние живееме според Божите заповеди, толку повеќе примајќи го Христовото тело и Христовата крв, ние во себе ја умножуваме таа благодат со која беше проникнато тоа тело, односно се обожуваме или преку благодата ние го примаме Бога во нас. Отец Крстановски, благодарам што и ова утро бевте со гледачите на Мега телевизија во рамки на утринската програма Деница. Ви благодарам за сите ваши досегашни гостувања. Ние сигурно ќе продолжиме и понатаму и во сите наредни други емисии кои што ќе бидат дел од програмската шема на Мега телевизија, да обезбедиме простор за сите овие теми од христијанството, се со цел сите православни христијани кои што се гледачи на програмата на Мега телевизија да дознаат нешто повеќе токму од свештеник како што сте вие од храмот Свети апостоли Петар и Павле од Кичево. Ви благодарам за поканата. Голем поздрав до гледачите. Почитувани гледачи, го проследивте разговорот со отец Александар Крстановски. Утринската програма продолжува понатаму со програмата. Останете со нас.